За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите раженчиња од остриć со сос со сенф и неутрална павлака. За подготовка на ова јадење за 2 лица потребни ви се следниве производи: половина килограм филети од остриć, 2 лажици неутрална павлака, 50 грама зрна капари, 2 лажици сенф, 1 кафена лажица сув мајоран, 2 чешиња лук, 80 грама кромит, 150 грама прас, 100 грама домат, половина лажица мешан зачин К+, масло за јадење, хималајска сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 20 минути и истото ќе ве чини околу 140 денари. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Ги ставаме во длабока чинија. Го додаваме сенфот. И мајоранот го додаваме во чинијата. Потоа ја додаваме неутралната павлака. Зрната капари ситно ги сечкаме. Ги додаваме во чинијата. Го додаваме мешаниот зачин К+, наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица додека сосот не се соедини. Празот го сечеме на кругови. Главицата кромит ја сечеме на резанки. Томатот го сечкаме на коцки. Филетите остриć ги сечеме на парчиња. На дрвено стапче за раженче наденуваме 2 парчиња остриć. Додаваме 1 парче праз и уште 2 парчиња остриć. Потоа додаваме 1 парче кромит. Додаваме 2 парчиња остриć. Нижењето на раженчето го завршуваме со 1 парче домат и уште 2 парчиња остриć. На ист начин ги подготвуваме и преостанатите 3 раженчиња. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во грил тава на оган. Посолуваме со хималајска сол. Ги превртуваме раженчињата за време на пржењето. Ги посолуваме и од другата страна. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови марула и половина лимон. На чинијата нанесуваме од сосот со сенф. Откако ќе се испржат од двете страни, вадиме 2 раженчиња од тавата, ги сервираме на сосот. Декорираме со парчиња прас. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 20 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.